Почитувани гледачи, драги мои македонци, следува вториот дел од репортажите на нашата програма, посветени на македонците во Невада и Калифорнија во Америка. Денеска ќе имате можност да го видите вториот дел од репортажата во Лас Вегас, Невада и нашата македонска заедница во овој град. Им благодариме на компанијата AAA Cheese и Коста Стендвик, Златко Николов со Голди General Construction, докторите Дејана, Благој и Лубинка Кожовски од Кожовски Dentistry Clinics, Анджело Аргиро, председател на канадско-македонскиот ресторант Co-op, Том Богоевски и Владе Димитриевски за нивната навистина несебична поддршка за снимањето на овие репортажи. Драги македонци, драги пријатели на македонскиот народ,
програмата Часот на македонски корени се наоѓа во Лас Вегас, Невада, во Соединетите Американски држави и ни е голема чест да разговараме со Гоце и Силвана Мусовски, македонци кои живеат тука долги години и ние сме дојдени овде да дознаеме нешто повеќе за активностите на македонската заедница овде во Невада. Кога мислите да имате да се случи првиот чекор и за ова македонска заедница овде во Лас Вегас? Затоа што јас често пати реков кога почневме заедно со македонската заедница имавме иницијатива за изградба на црквата Свети Архангел Михаил во Феникс, Аризона и рековме моето мислење и реков на многу други, мореме да имаме македонски места без разлика дали е црква, културен центар, community center, било што во важните големи градови да се види дека има македонци, Македонија и македонска заедница. Нели тоа е важно? Важно е тоа, многу важно е, ама мислам дека ние тука во Лос Анџелес не на првиот чекор во Лас Вегас. Во Лас Вегас, извини. Во првиот чекор на таа иницијатива, првен треба да направиме списоци, да видиме кај живеат, да видиме дали има интерес, нешто може на помало, ама исто мислам дека е важно да биде организирано заедно со или Лос Анџелес или Феникс, за да му даде малце легитимација на постав. Апсолутно, затоа што милиони луѓе доаѓаат во Лас Вегас како светски туристички град, а ако местото се наоѓа некаде можеби близу до центарот или даунтаун, каде што има можеби некои ефтини места за купување, можеби било добро за многу луѓе да дознаат нешто за Македонија и за македонскиот народ. Да, точно, да. 40 милиони туристи поминува низ Лас Вегас, тоа е пистина. Значи мора да има нешто македонско овде и вие сте како изгледа првите иницијатори, јас од се срце ви честитам за таа иницијатива. На крајот денешниот разговор, пред крајот всушност, вие како жители овде, што ви е најдобро од живење овде во Лос Анџелес? Дали е добро живеалиште за луѓето овде во Лас Вегас, се извинувам? Супер е, мислам дека Лас Вегас малце има репутација лоша, ама ако живееш тука е супер место за живење, времето е многу убаво, во лето малце жешко, али времето ни е супер тука. Јас сакам да додадам дека тука има и многу активности за децата. Нашите деца веќе 14 години, отколку 4 години отколку на праја се занимаваме со фудбал, во клубој одиме, патуваме. Има, мислам, многу луѓе тоа не го увидуваат заради тоа што мислат о Лас Вегас и нема таму ништо, ама тоа не е точно. Одлично. На крајот денешниот разговор, прво, дали има некој контакт број или имейл, ако македонците од Канада, кој нашата програма се гледа во цела Канада, преку сателите, а во државата Онтарио, во провинција всушност Онтарио, секаде во Онтарио, дали има некој телефонски број или имейл адреса каде што можете да добивате или подршка или информација или луѓето може да се јават? Каде да се јават? Па може да ми се јават лично мене, имейл може да се јави на gmusovski@gmail.com или на телефон 702-837-1270. Уште еднаш за нашите гледачи. gmusovski@gmail.com или на телефон 702-837-1270. If you want to learn more about the Macedonian community in Las Vegas, you can go to gmusovski@gmail.com and maybe you can say the phone number in English. 702-837-1270. Стигнавме кон крајот на овој разговор, но на самиот крај дали имате една порака, еден поздрав за македонците во Канада? За македонците во Канада и сите македонци тука во Лас Вегас, ако може да ни поможете да го организираме ова нешто, ќе биде многу убаво, мислам, за македонското потекло. Одлично, Силвана?
И јас исто така, баш би ми мило и драго, такво нешто мислам да успее, барем најмалце да започнеме, пошто тука има многу повеќе македонци отколку што знаеме дека постојат. Многу одлично и мене ми беше мило да разговараме со вас денеска. Ние голема чест да разговараме и со Оливер Мусовски, синот на Гоце и Силвана. Welcome to the Macedonian Heritage Hour here in Las Vegas, Nevada. Awesome, thank you. Oliver, you're one of the young generation of Macedonian Americans. And first of all, are you proud of your Macedonian heritage? Absolutely, I've visited Macedonia a few times and I'm very proud to be Macedonian. And how often do you tell other Americans about your Macedonian heritage? All the time, actually. I started telling my best friends when I was really young, and they always enjoy the fact that I'm proud to be a Macedonian, and they also like the culture that I kind of bring to them when I take them, as a guest at my house. Now, your parents have a great initiative to build a Macedonian church or a Macedonian cultural center here in Las Vegas. Are you involved as well? Would you like to become involved to help? Yeah, I would love to be involved. I think it's really important whenever we visit Rochester, New York, and you see all the Macedonian kids there, kids that are my age that we can share experiences with. I think it would help a lot, and it'd be great to bring that to Las Vegas. I understand you're a student. Tell us about what you're studying. I'm studying computer engineering here at UNLV. I learn about architecture of hardware design and also software engineering as well. Што ти е најомилениот спорт? Кој спорт сакаш? Football. И кој ти е најомилениот играч од Македонија? Od Makedonija, Goran Pandar. Одлично. Тој е многу одличен од можеби од сите времиња најдобар. Do you have a message at the end of today's interview for the young Macedonians watching, maybe in regards to their Macedonian pride, being proud that they're Macedonian? I would just encourage everyone to be as proud as they can to be Macedonian, share with other people, and you might discover people who are also Macedonian. I've met 3 students at UNLV who are also Macedonian that I didn't know before I started there, so it's great. University of Las Vegas at Nevada. What are their names? Do you know or where they're from? Do you know? They're from Detroit, Michigan, and they moved here. I'm not sure how long ago, but they're here now, and I was happy to meet them. That is fantastic. Do you have a final words for our Macedonian community in Canada? Just continue sharing and experiencing. It's great to have people around who are also Macedonian so that you can build those experiences. Thank you so much. No problem. Thank you.